Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитуван македонски народе. Пред нас е законот за потрошувачка. Ваков закон имаше и досега, неколку пати надополнуван и на некој начин законот не го даваше конечниот моментум да ги заштитиме потрошувачите, па затоа се оди кон донесување на нов закон. Клучното прашање е дали и после овој закон оваа проблематика ќе се среди. Според мене делумно не, односно многу отворени работи остануваат проблематични. Затоа што генерално и да донесете добар закон, прашањето е како ќе го имплементирате. За да го имплементирате овој закон ви треба институционален капацитет, ви треба институции кои тоа ќе го спроведат. Кога ќе го отворите законот уште во целата, ќе видите дека Министерството за економија потенцира дека треба да се зајакне институционалниот капацитет, што значи дека државата до овој момент нема доволно сработено за ова да профункционира. Затоа час поскоро треба да се поработи на зголемување на институционалниот капацитет за спроведување на овој и слични закони. Затоа што заштитата на потрошувачите е многу битен елемент во едно демократско општество. Тие имаат своји средства, купуваат одредени производи и за тоа што тие купуваат, за тоа што го платиле, треба да добијат соодветна услуга. Како ќе се одвива овој процес, јас се надевам дека ќе се најдат и ресурси и од човечки аспект и останати ресурси, техника, технологија и така натаму за ова да профункционира. Овој закон треба да одговори и на некои нови форми на потрошувачка и впрочем, нели, трговијата, купувањето, продавањето си имаат стално, бараат нови форми на свој начин на барање место во пазарот и тука особено внимание треба да се обрне на дигиталната трговија, која зазема се поголем простор во светот, така и во нашата држава. И заштитата на потрошувачите на домашниот пазар, меѓутоа и на странскиот пазар мора да биде соодветно и оваа регулатива да помогне во таа насока, меѓутоа и се она што дополнително треба да се доуреди, секако ќе го поддржаме, затоа што дигиталната трговија на некој начин представува иднина во трговијата и зазема се поголем процент генерално во светската трговија. Верувам дека тие процеси ќе силно настапат и во Република Македонија, веќе младите силно го тоа користат во својата пракса. И сега, тоа што мене ме загрижува, што се плашам дека и овој закон не може да го реши, тоа е моментумот на влијание на владата врз заштитата на потрошувачите. Затоа што во одредени ситуации и владата преку своите институции, преку јавните предпријатија и така натаму, нуди одредени услуги. Прашањето е кој ќе ги заштити граѓаните во таа ситуација. Тоа може би е регулирано. Меѓутоа, воопшто не е регулирано тоа што ни се случува во моментот, тоа се кризните состојби. Владата во последно време многу лесно прогласува кризни состојби и дел од тие кризни состојби сами по себе значат и понуда на одредени производи. Во моментот имаме активна кризна состојба во електричната енергија и активна кризна состојба со снабдување со топлинска енергија за градот Скопје. Прашањето е кој ќе ги заштити граѓаните од евентуални лоши бизнес делки кои се на повидок во оваа ситуација. Знаеме како функционират управните судови, воопшто не се функционални. И сега, ако државата направи лоша сделка и тој производ се даде на граѓаните во вид на скапа струја, во вид на скапо парно, во вид на задолжување
од буџетот, прашањето е кој ќе сноси одговорност во таа ситуација. Дали имаме механизми тоа да го препознаеме? Во ред е законската регулатива. На мен ми е кристално јасно, иако не сум правник. Кризна состојба, владата носи уредби со ниво на законска сила, додека трае кризната состојба и тоа е окей. Меѓутоа, што во ситуација кога би се донеле штетни одлуки во штета на граѓаните? Тука мораме да бидеме многу прецизни и владата, ако сака да избегне вакви обвинувања или вакви сомнежи, мора многу транспарентно да ги води процесите. За жал, тие процеси секогаш завршуваат во 4 очи. Беше јавено по медиумите дека ќе има некоја транспарентна постапка на кој начин ќе се набавува енергија, газ и така натаму, деривати, нафтени. Ништо од тоа. Повторно на крајот, во кабинети, во канцеларија, во 4 очи се прават сделките. Вчера помпезно беше кажано дека МАК Петрол ќе набавува газ за уште 15 дена. И тоа, пазете, спин. 500 евра помала цена. Од што е таа помала цена? Таа цена помала е од највисоката цена претходниот месец од 2000 до 2500 евра за 1000 кубика газ, која е невидена висока цена за тој период од годината. Сега цената на газот малку падна, меѓутоа не се кажува повторно дека ќе се купува по повторно скапи цени и се зборува спинувано минус 500 евра. Тоа е тој проблем, кога ги имате медиумите, кога имате лошата држава, кога имате лошата влада, кога ќе ви сервираат лоша вест како голем успех. Кој ќе ги заштити потрошувачите, кој ќе го заштити буџетот во таква ситуација? Никој. Тоа е проблемот на нашите закони, што кога доаѓа проблемот од владата, тогаш нема заштита. Има заштита кај трговците во одредени ситуации и така натаму, меѓутоа немаме механизми за заштита од владата. Многу треба да се работи на ова, многу ни треба демократски капацитети, многу ни треба тоа независно судство конечно да профункционира, меѓутоа гледаме дека тоа нема да се случи. И со изборот на уставни суди, и со многу состојби во судството и конечно извештајот од Америчката амбасада, односно Стейт Департментот, 8% доверба во судството. Кој ќе ги заштити граѓаните? Кој ќе го заштити буџетот, кој ќе ја заштити државата од легализираното крадење? Кој ќе ги заштити граѓаните од бизнис сделката 35 милиона евра за МАК Петрол за нефункционален гасовод? Никој. Тука паѓаме на испит. Имате време, преиспитајте се да не ве лажат тие 80 милиона евра што ни ги дава Европската унија како помош. Будно ќе следиме каде ќе ги потрошите. Набавете ефтина струја, набавете ефтин газ за да произведеме струја и за домаќинствата, и за нашите компании, да бидат конкурентни, да ја сопреме инфлацијата, да сопреме тоа што лудува по маркетите со нездравото зголемување на цените. Помогнете во делот на акцизата, намалејте енергијата, ќе профункционира државата, ќе профункционира стопанството, ќе ја сопреме инфлацијата. Вакви адхок мерки не ви функционираат. Видете го примерот со дрвото. Во рете, убава мерка, да се ограничи маржата. Не функционира. Ниту еден склад не ги намали цените. Морате да ги испратите инспекциите на терен. Морате да имате институционален капацитет тоа да го направите. Морате тие маркети да ги проверувате дневно. Одиме да купуваме некои производи, една цена на каса, друга цена. Што е проблемот? Не можат продавачите да постасат. Дневно 2 пати ги менуваат цените. Кој ќе ги заштити потрошувачите? Ова е рамилак во државата што се случува. Благодарам.